Do rag activity. Do rag activity. Do rag activity. Do rag activity. Extension. Big extension. Хей. Пандамониум радио шоу број 26. Добро вечер. Добре дојдовте во првото издание во среда на Пандамониум радио шоу. После 25 понеделници идеме во живо во среда, односно идам јас сам, јас сум Ајрис Креч, вашиот домакин денеска. Мојот човек Трајче моментов не е со мене, нема ни да се пушти на Zoom. Ќе кажам нешто повеќе околу тоа малце покасно. Као прво сакам да ви посакам добре дојде. Фала што сте со нас во ова време кога можете да бидете и надвор и да правите многу други ствари. Ова е вонредно издание, како што знаете, требаше да идем у понеделникот, но поради празниците, поради продолжениот викенд решивме да го одложиме во среда, се со цел да имаме квалитетно издание и Трајче да се врати од пат, плюс да си земеме 5-6 дена одмор малци од Инстаграм страната и од се. Сакавме да го направиме тоа, али Трајче за жал викендов додека би истражувал Македонија и го зајабал с глобот, паднал. Не е прелош, но не е ни предобар моментов, не е состојба баш да се сконцентрира и да води емисија, не е дома, така да се надам дека се врати у Скопје утре или деновиве и се надам дека во понеделник ќе може да истераме емисија. Пишете му една порака, поздравете го и посакате му да оздраве што побрзо. Мислам дека се надам дека ќе помине добро, иначе тука сме во среда, ќе направиме едно скратено издание поради околностите во кои се наоѓаме. Најверојатно не ни беше пишано да имаме квалитетна емисија оваа недела, така да идеме со тоа што ги имаме. Бигат до сите што не слушате нас у моментов на Микселар, јас сум Ајрис Креч. Имаме нова музика, слушнавме 4 песни за отварање. Ќе слушнеме уште едно 10 на брзинка, ќе поминеме ни се тоа што излезе викендов и ќе оставам да си уживате во останатиот дел од вечерта и се надам дека во понеделник ќе имаме многу поквалитетно издание кај што ќе можеме и да збориме многу поише со Трајче. Слушнавме 4 песни за отварање. Новиот сингл на Дон Толивер, многу смут, многу ми се свија, баш у негов стил, многу некако поквалитетно од албумот, малце е почило тоа што очекував од него, но одлично ми влезе, веднаш го распоредив по неколку плейлисти. Втора трака од Канада, Free Friday, заедно со Вори, траката OK, во петокот одмаш што ми излезе се појави на мојот релиз радар, ја пуштив дефиниција за Айри Вајби трака. Третата трака што ја слушавме од Рин, која се вика Сан Андреас, имаше и коментари во четот, луѓе го знаат Рин, германски трапер со потекло од Хрватска, доста квалитетен артист. Трајче знам дека е голем фан, ако не се лажам, можеби беше на концерт на Рин некаде во Германија. Интересен стил и многу интересно дека го спомнува и Baby Kim во песната. Низ ден дропна Рин, Сан Андреас и новиот сингл на Baby Kim, еден артист за кој имаме многу пати зборено. Трајче напише текст, го пуштаме постојано, не вади многу често музика, но се што ќе извади е Fire. Најновиот сингл кој го најави пред неколку недели излезе сега заедно со Spot. На него му гостува Тревис Скот, трака да се вика Durek Activity. Не ја слушавме последна, искрено Fire трака, мене многу ми се свига и баш коментиравме со Трајче, најдоброто од се е тоа што Тревис Скот се прилагодува и доаѓа на стилот на Baby Kim, а не обратно, што е добар показател за него. Дечкото има визија, се гледа, го има својот звук, не донесено до перфекција, но работи да го направи тоа, така да едва чекаме да слушнеме што ќе извади Baby Kim у поглед на проект. Тоа беа четирите траки за отварање. Малце ќе појачаме темпото, идеме со една трака која ја слушав претходниот викенд постојано, додека трчав оваа недела, односно. Траката се вика Body од Tion Wayne и Russ Millions. Може би ги знаете, тоа се артисти од Британија, но ова е ремикс на кој гостуваат Bugsy Malone, Bunny, Darko и Favi Foreign. Знаете дека сме големи фанови на Favi Foreign и мислам дека на оваа трака ги скинаа сите. Идеме со две дрил траки, значи таа и после неа траката Spiral од 21 Savage, која не е дрил, но е поенергичен трап да речеме, така да идеме со две песни малце поенергични. Ова е нова музика која излезе оваа недела или последниве 2 недели. Уживајте и пишете ни у чет како ви се свија, ќе комуницираме таму, бидејќи Трајче не е тука. Идеме со Buddy, Tion Wayne, Russ Millions, Favi Foreign и цела друга екипа. 21 Savage, Spiral, добра дискусија у чет.
И за темите и малце и off topic, што е многу добро. Big up нашето Pandemonium Radio community. Иако мало, не е важна бројката, битно е кои се луѓето и каква е енергијата. Тука имаше многу добра забелешка Джо дека Дрилов многу свежо звучи бидејќи трапот е постојано едно исто и тоа баш ја лично го осеќам и на овие две песни. Не знам зашо, али на пример Бади ми звучи многу посвежо. 21 Savage ова е супер бенгер, али не е нешто што го немам слушнато претходно многу пати од различни артисти и битот и неговото флоу, така да не знам за 21 Savage стандард ова ми е, може да речам, basic трака, ќе видиме како ќе ми легне, ќе видиме у која насока ќе отиде, не знам точно зашто е пуштена, дали е сингл од нешто или појма немам, али имам слушнато и боле траки од Spiral, а Body ми е многу интересна трака бидејќи се појавуваат многу различни артисти, иако дрил битовите се доста поедноставни, артистите имаат различни флоус тука и многу, бар мене ми е поинтересно и посвежо. Иначе денеска е денот на македонската азбука, кирилица, македонска кирилица, бидејќи знаеме дека постојат повеќе кирилици, пети, нека е среќен празникот и ќе пишуваме, ние постојано пишуваме на кирилица на Pandemonium и тоа не беше целта уште од старт да пишуваме на кирилица и да се пишува што повеќе. Бар така почнавме, па сега се префрламе малци на зборење, малци на видео. Може и ќе смислам некој друг некоја друга интродукција или некој друг вовет или поздрав за почетокот за втора сезона, ќе видиме, битно е да истераме прва сезона, па ќе ги направиме сите тие промени уот. И тоа е тоа од мене, сега за сега, чекај да видиме што има коментари. Немам сад, не ми е тука траче да си комуницирам со него, да се надополнуваме, така да ќе се инспирирам од моебетите што ги правите вие. Денеска идеме во среда, тоа знаете, тоа само денеска е и се надам дека нема понатаму да биде. Понеделник е супер ден и супер ни идеше. Еве, тестиравме нешто друго, не знам како испадна. Тоа беа двете малце по-јаки траки од тој дрил и трап свет. Мора се префрлиме малце на Африка, знаете дека афробитот го форсираме многу, посебно сега кога ќе биде вака убаво времето и како доаѓа лето, се појавуваат се повеќе бенгери. Траката која викендов го спробудале целиот свет, Burna Boy, траката Kilometer или Километре, Burna Boy има таква трака и Владко Лозановски се разбери има таква трака, Километри. Оваа трака на Burna Boy е многу енергична, ме потсеќа на моменти, има и референци на Vibes Cartel, Afrobeat / Dancehall. Се појави на секаде, Scratch Best, лидерен DJ кој дојде во Македонија благодарение на Шршац во 2019 кој пушта онака, да речеме, по old school музика. Имаше направено рутина со оваа трака уште истиот ден. Ми се појави на многу канали, ја видов на многу плейлисти, мене уште од петокот ми е постојано во ротација, има и спот Burna Boy, ваков бенгер не ми е изваден одамна. Ќе чуеме таа трака и после тоа ќе ја слушнеме траката која ми беше најслушана викендов убедливо, Adekunle Gold, еден така малце по-лоу-ки артист од Нигерија, познат, но не доволно познат. Траката се вика It Is What It Is, со многу интересен текст, баш така за така позитивен и малце интроспективен и со добра порака. Така да идеме со две афро траки пред да се префрлиме на албумот на DJ Khaled, насловен Khaled. Burna Boy, Kilometer. Значи нема, ова е таа вожна што само афро или денскол музиката може да ја дае. Adekunle Gold, It Is What It Is, тоа беше краткиот Afrobeat релиз радар на Pandemonium Radio Show денеска. Иначе Марина е царица за тоа. За следете ги незините плейлисти постојано, ево теки е меѓу првите со нови афроизданија и познати, не толку познати, не е денеска учет, али мора да ја давам big up на неа тука. Тоа беа двете афротраки за денеска, идеме малце побрзо, да не должиме многу, што би рекол Трајче, бидејќи ни фали и он, и е среда, и некако чуден сетинг, така да ќе поминеме побрзо низ музиката и ќе се надополниме, може и повеќе следниот понеделник, односно овој сега што доаѓа. Почнуваме со албумот на DJ Khaled. Претходниот пат го спомнавме, не очекувавме дека ќе излезе толку брзо. Некако DJ Khaled се направи од нигде никаде, или бар ја не го следев, ми го прати Ники. Го видов тоа видеото кога скока во базен, кога ги добил вокалите од Justin Timberlake. Тогаш го заследив, тоа беше пред една недела. Денес го отследив, доста ми беше од неговото спавање, само ми се појавуваше на Инстаграм, а гледам што помалце да седам. Албумов мене искрено ме изненади позитивно,
бидејќи не знаев што можам да очекувам. Албумот се вика Калет. Се разбира, ги има сите антики, сите ентикс што може да ги направи DJ Khaled од поглед на еден албум, како executive producer се наведени тој, двете деца и Аллах, на каверот се моли, двете деца се до него, направи многу интересни, смешни, некад има помалце глупи видеа на Инстаграм да го испромовира сето тоа. Иначе албумот има 14 песни, требаше да има 13, но можеби веќе го видовте тоа видео. Cardi B прати вокали за едната песна и ето дава последен момент. Две од песните со Drake беа излезени уште лани летото, мислам дека тие се тука ставени само да ги појачаат бројките, бидејќи на пример Popstar има веќе 386 милиони плейс на Spotify и Grease има 274. Искрено мене тие две песни више ми досладија, дека од лани 100 пати ги преслушав, така да кога зборувам за албумов би зборал без тие две, бидејќи тие две се веќе година дена во ротација. Курчо вика дека е мит, и се слагам, можеби дека е мит, албумот на DJ Khaled не очекувам да е некој ремек дело, но имаше големи моменти, како и секој албум на DJ Khaled. Зборевме прошли пат, ќе збориме во понеделник пак со Трајче. DJ Khaled е оној човек што прави некои неспојливи комбинации и можеби не му улога во самото креирање, во самото свирење на музиката или пеење или продуцирање, но како executive producer, како човекот кој е mastermind позади се тоа, човекот кој ги има идеите, кој ги има контактите и условите да го исполни тоа, мислам дека многу добро си ја врши тука работата. Ќе слушаме две песни, па ќе влезам пак да позборам за нив. Ќе почнеме со траката We Going Crazy, на која гостуваат, односно рапуваат Migos и Her. Ќе оставам да слушнете, Migos рапуваат на некој reggae-inspired хип-хоп бит, што е многу лудо, со трубите, со сите дувачки инструменти, и ова кога слушнав прв пат албумов, ова ми беше песна на денот во петокот. Постојано ја слушав тој ден и сега ми е многу интересно неколку дена покасно. И после тоа ќе слушаме најголемиот бенгер кој се најде на топ 10 листата на Pandemonium Radio за оваа недела, кој ќе објавиме утре. Every Chance I Get, на која гостуваат Lil Baby и Lil Durk, трап бенгер Ripple, трап музика што сакаме да ја слушаме во 2021. Идеме со тие две песни. Бенгери се, а се разбира дека еден албум DJ Khaled мора да донесе бенгери. Ги слушаме тие две песни, па се враќаме да збориме малце поише за албумот. Може. Every Chance I Get, Lil Baby, Lil Durk, We the Best Music, DJ Khaled, Take Keith на бит, Спезна, Сгазија, не знам, мој бенгер Ripple. Иако наликува и на другите бенгери кои ги пуштивме, пример од Lil Baby, Lil Durk и Push Ice можеби, но тоа е звукот на трапот, на тој добриот трап што ја и Трајче сакаме да го слушаме заедно со трапот на Гана и на Young Taco од Slam Language 2. Мене овие две песни ми се фаворити убедливо од албумот во поглед на бенгер материјал, нешто што би го ставил во сарато, нешто што би го пуштал. Има и други песни кои предизвика големи реакции. Пред се песната на која гостува Justin Timberlake, која се вика Just Be, за која Justin Timberlake имаше многу возвишени зборови, иако нема можеби толку плейс на Spotify конкретно. Еден лик како Justin Timberlake кој има таа репутација и тоа реноме да каже да зборува така како што зборува за DJ Khaled е знак сам по себе. Тука беше неспојливата комбинација. DJ Khaled направи нас и Jay-Z да бидат на трака заедно со James Fauntleroy, Sorry Not Sorry. Монументален момент за хип-хопот би рекол, и DJ Khaled само уште еднаш покажа колку е јак и колку може што сака да направи. Jay-Z тука има многу добар верс, како се игра со битот, како се игра со флоуто, феноменално, бар мене кој прашуват, иначе баш преска си го размислав ова што го пишуваме се од чет. Jay-Z неколку пати најави дека ќе се пензионира во својата кариера, но најдобро му иде кога ќе се појави вако од време на време со некој ептен заебан верс и специјален верс, бидејќи баш са бајле гледав и ми се појави едно меме нешто за Pound Cake од Drake и версот на Jay-Z, и таа трака општо е на многу легендарна трака, иако можеби не толку позната за оние кои слушаат и кои пратат хип-хоп и оние кои го слушаат Drake или Jay-Z, знаат за што зборувам, или фристайлот на Childish Gambino на истата трака, уште по-легендарен, кај Sway in the Morning, кај што сред фристайл застанува, почнува да збори
и после се враќа на бит и продолжа да рецитира, еден од моите омилени фристайл моменти на сите времиња. И ја мислам дека Мигос должат на сцената, должат уште еднаш да покажат што знаат и што умеат, бидејќи мислам дека се веќе гледани со подсмев на некој начин, бидејќи они се артистите од кои беше украдено целото тоа флоу, можеби и голем дел од естетиката и начинот на функционирање на сцената и многу други работи, но мислам дека они сами се осеќаат дека веќе се некако не можеби не гледани со подсмев, но значително подценети. Направија многу соработки, многу лесно си го продаваа своето име и својот имидж и својот бренд и повеќе ги слушавме за нивните врски со Cardi B и со Saweetie отколку за музиката, така да ја искрено мислам дека Culture 3 ќе донесе Мигос во најдобри издание што може да го направат сега, со некои заебани гостувања, со најдоброто, со Дрейк, со онака сите конекции можни направени, со најдобрите продуценти, еден легендарен албум, бидејќи мислам дека Culture 2 беше голем флоп од оваа гледна точка, имаше тоаш неколку бенгери кои ги пуштавме, но едноставно не е тоа. За разлика Culture 1 беше во прав момент изваден и од големо значење за трап сцената во тој период кога стануваше најпопуларност преку Беден Бужи, тој период 2016-2017 година кога доби глобална експанзија и огромни бројки, и мислам дека со Culture 3 ако се одјават како што треба, ќе си го зациментираат местото и после тоа ќе може да го земат системот на работење на Jay-Z, на сите постари артисти кои се појавуваат од време на време, но не вадат официјални проекти, бидејќи тоа само може да влие негативно на нивното легаси, на нивната дискографија, но не се знае, ќе видиме што ќе направат. Искрено се надевам дека ќе извадат квалитетен албум, бидејќи ние сакаме да слушаме добра музика и они треба да се докажат once and for all, а тоа што го слушавме од снипетите звучеше многу добро и овие неколку гостувања кои се појавуваат звучат на старите добри Мигос и едва чекам да го слушнам. Курчи има прашање: мислиш ли дека тој лейн што го истера Мигос не е долготрен за повеќе албуми? Од друга страна на хип-хопот имаме пример Run the Jewels 4, 4 албума, а тек се 40 газат на 90 и 2000 као соло. Мислам дека повеќе до пристапот на на правење на музиката и до тоа што они прават музика, да речеме, која е трендовска, или они го направија трендот на трапот и се тоа, и голем дел од артистите кои прават таква музика и кои прават такви бенгери, за жал мора да варат музика на секој неколку на месец или на година за да бидат релевантни, бидејќи музиката што се прави не останува, не држи толку долго. Они може да го работат тоа и понатаму, но ја лично мислам дека они како и да е веќе претераа со правење музика и вадење музика. Имаше еден период, па не се сеќавам сега точно кога беше, дали беше 2016 кога Quavo имаше појавено буквално на секој фичер можен со секој артист, од Post Malone до поп артисти, до оние Стива Оки, Afrojack и таа EDM екипа, и мислам дека баш поради тоа они пресисаа, заработија многу пари, станаа многу популарни преку ноќ. Може не преку ноќ, него работеа они долго време преку од Versace навак, од Хана Монтана. Имаше еден период кој експлодира во популарност и дури премногу правеа музика и вадеа музика, се појавуваа насекаде и мислам дека тоа ја заеба нивната репутација, искрено. И за тоа мислам дека и флопна со Culture 2, бидејќи си беа во некоја комфорт зона и плюс се има истрошено на премногу гостувања. И за тоа сега како што гледате ги нема толку многу, што мене ми се допаѓа, ова е супер и кога се појавуваат се многу по легит и по како што треба. Така да мислам дека со Culture 3 ќе треба да се одјават бар Culture 3 трилогијата да ја затворат како што треба, а после тоа ако вадат нешто или ако експериментираат со звуци, ќе видиме на кај ќе одат, но ја да сум на нивно место ја би направил албум за трап публиката и за хип-хоп публиката, бидејќи поп публиката джавејќи ја бркаш веќе, мислам дека и поп апилот и поп бранот на трапот и на трап артистите веќе поминат. Гледаме дека ликови како Post Malone и други се излегоа скрос од тоа и одат на друга страна, а тоа ќе го слушнеме сега и на следната песна. Да прочитам уште неколку коментари од четот. Джоика, такви ликови како Jay-Z нас треба пополека да се претварат како Dre и Timberland, само како продуценти да им остапат место на помладите. Па да, брат, ама имаат уште што да кажат и тоа ми се допаѓа кога Jay-Z нас зборат од страна на OG,
изборат возрастни муабети, grown up talk, за разлика од некои македонски постари артисти кои го верлаат истото што зборале на 20 години го зборат и на 45, без да не научат на ништо паметно и без да знаеме ништо ново. Слушање на новата нивна песна може да ја слушаме било која стара и тематиката е иста, ако има воопшто тематика. Курчо вика, ако ти повикат таков, зашто не продолжиш со рапер? Па не, молим, они ќе бидат рапери, да, тоа не станува збор за тоа, него дали нивната дискографија има потреба од повеќе музика на Мигоси, дали луѓето би биле заинтересирани да слушаат, освен ако они не влезат у скроз некој артистички мод да прават музика што нив им се свија. Тоа е друго, но мојот впечаток со Culture II, например, беше дека они извадија некој албум од 25-6 песни кои ни самите мислам дека не ги знаат денеска. Мислам дека такви толку беа leftovers и толку беа на брзинка направени без некоја замарање. Така да еве Курчо се слага со мене, рапот станува возрастна музика веќе, тоа е добро. И ја мислам така и артистите кои се веќе постари ќе треба да созрат со музиката, бидејќи не може да го зборат едното исто цело време. Добро. Ова може да е сериозна тема за Пандамониум, се слагам, само сега да не ја кочиме емисијата. Марса вика, прво драги вика, рап и музика се прави додека не умреш. Да, така е. Ќе видиме Мигос што ќе прават. Ако они што сакаат може да прават на кратно денот, него мене лично ми треба Culture 3 да биде добар, да се затвори тоа поглавје и како со некои артисти, како на пример Snoop Dogg албумот го извади сега пред 2-3 недели, јас го немам преслушано и немам ни намера да го преслушам, бидејќи не ме возбудува нешто Snoop Dogg да чуем што сака сега да каже. Истото важи за 50 Cent. После Down on Me немам преслушано ништо од него. Сме збореле за Eminem. Има нов албум, не ни го отварам да чујам, бидејќи таа ера, тој звук, тоа завршува едноставно. Рапот и трапот посебно се игра на младите и младите треба да, мислам, бар за мене младите се тие што треба да ја буткаат работата напред и возбуден сум да слушам млади артисти, нови артисти. Или не мора да се толку млади, ама да се релативно нови. Мигос ги имаме слушнато милион пати и флоуто и тематиките кои ги обработуваат и се, така да нека го затворат ова поглавје со Culture 3 и да ги не да ги трнам од серато или од нешто, него да едноставно да се затвори една ера, да речеме, нивната ера која за мене почна од Versace од 2013, 7-8 години, сосема солиден ран има. Мислам дека не ги потценувам, но мислам дека и дури има и шанса Culture 3 да биде полуфлоп, да не биде толку добар, тек тогаш се готови сигурно. Така да еве ви Курчо за крај вика, Snoop Dogg гладко премену митска фигура надвор од рапот, никој не слуша Snoop, ама сегде. Тоа е друго, тоа поштуем. Дефинитивно тоа поштуем и тоа сакам да го кажам и за Мигос, дека нема ни потреба да варат. Пак Snoop има што да каже, брат. И нели беше Snoop Lion, па беше на Јамајка, па правеше реги албум, без разлика колку е тоа контроверзно и колку е фейк или реал, не знам, но Snoop Dogg е таков персоналити. Не ми изгледа мене дека Takeoff, Offset и Quavo се такви персоналити што ќе направат такво нешто. Они ќе си останат бизнисмени, ќе си останат ликови, кидат пак по NFL утакмици и се тоа, али мислам дека нивната ера е веќе при крајот и би сакал бар да се одјават на висока нога, што би се рекло. Излеговме скроз од темата, но еве добро, бар имаше интересен муабет, интересна содржина да направам повеќе муабет. Ке се вратиме на DJ Khaled, како што кажав, има една трака на која се вика I Did It, на која гостуваат Post Malone, Da Baby, Megan Thee Stallion и Lil Baby. Една трака која ја у мојата глава ги класифицирам овие као Fast and Furious песни, значи песни за такви некои акциони филмови, бидејќи се некоја може да кажам не корни, но најпоп верзија од трапот си да се или хип-хопот општо уште од порано. Онакви се енергични, имаат некој ептен кетчи вокал, имаат некои гитари, тука Post Malone го прави тоа, имаат All-Star Lineup. Таква песна ми беше на пример Wolves од Big Sean, ако се сеќавате, и DJ Khaled на секој албум има по некоја таква песна, но тука многу ми се допаѓа версот на Lil Baby. Оваа песна ми е препоп за мене, јас нема да ја пуштам, но нема да ми изненади ако се врти по YouTube, по MTV, по Spotify плейлисти, на Антена 5 на некој такво радио, бидејќи се таму и наменат, или ако се појави на некој филм, како Fast and Furious, например. Но интересното е дека баш Khaled и Lil Baby збора, Khaled му кажал дека би бил среќен кога Lil Baby би оставил еден верс само.
Lil Baby остави 3 верса за овој албум и мислам дека Lil Baby не сгреши бидејќи според мене Lil Baby е најдобриот артист на албумов со 3 песни, ако ги трнеме на страна 2 од Drake кои се веќе големи хитови. Значи ќе слушнеме таа песна чисто како еден пример, дали добар или лош не знам, но оценете сами. И ќе завршиме со сегментот со Khaled, со траката Sorry Not Sorry, со DJ Khaled, нас, Jay-Z и James Fauntleroy. Траката, таа е една легендарна, мислам на секој албум DJ Khaled има минимум една реге песна со артисти од Јамајка. Тоа мора да се нагласи. На овој албум тоа беше траката Where You Come From. Ај ќе ја пуштиме и таа. Мислев да оставам за следен пат за со Трајче, да бидејќи Трајче беше многу возбуден за оваа песна, али ќе ја пуштам и сега, па ќе ја слушаме повторно и наредниот пат. Ај тоа да почнеме со неа. Where You Come From, значи Јамајка, DJ Khaled, Buju Banton, ова се легенди од јамајканската сцена, значи Buju Banton, Capleton, извинете само секунда, и Bounty Killer, а семплот е земен од Барингтон Ливи, тој вокал што се провејува низ целата песна, сигурно ви е добро познат, ги имате искористено на милион. Хип-хоп песни и општо било какви песни. Ајде да почнеме со таа песна, па после тоа идеме со I Did It и на крај идеме со Sorry Not Sorry DJ Khaled. Може, идеме. Where You Come From. Абе, нас и Jay-Z на албумот на DJ Khaled. Тракава се вика Sorry Not Sorry. Албумот на DJ Khaled се вика Khaled. Khaled сигурно ви се појави некаде на Spotify и на социјалните мрежи. Хајпот околу него е голем, како и за секој албум на DJ Khaled. Дали вреди за хајпот не знам, но не е ни важно. И ова повеќе сите албуми на Khaled, сите проекти на Khaled се повеќе statement проекти, онака повеќе се он да покаже што прави во моментот и со кој може да се поврзе. И секој албум на Khaled има голем број на хитови, на бенгери. Овој албум исто тоа е така, на нашата топ 10 листа која ќе објавиме утре, има 2 песни од него, така да има 2 песни кои се хит веќе година дена, така да човекот успеал тоа што го прави сигурно еден единствен DJ Khaled. Тука завршуваме со тој албум и тука мислам дека може да и да се одјавам јас, бидејќи преслушавме тоа што излезе овој викенд, 13 песни од кои 5 од албумот на Khaled, 7-8 од други синглови кои излегоа. Направивме рекапитулација на викендот и на музиката која излезе. Трајче не ми е тука за тие што се вклучија малце покасно. Се повреди ногата викендов и не е баш во состојба да води емисија. Се надам дека во понеделник ќе дојде. За крај рековме дека ќе слушнеме музика од нашата плейлиста која спремивме заедно со Red Bull Македонија, плейлиста за трчање, бидејќи Red Bull има глобален виртуелен настан, виртуелна трка, која ќе се одржи во недела. Јас знаете дека трчам и се пријавив да трчам на таа трка, се вика Wings for Life. Влезот е 10 евра и сите пари се донираат за испитување на повреди на рбето, ако не се лажам. Повеќе информации има на Red Bull Македонија. Направивме на многу добра плейлиста за трчање заедно со Трајче и со Никсар. Јас ставив песни кои ги слушам додека трчам, Никсар стави песни кои ги слуша додека вежба и Трајче стави некои песни кои би сакал да ги слуша кога би трчал и вежбал, и се надеваме дека за брзо време ќе се врати и он у форма. Има 50 песни, сите се онака енергични, има доста од музиката која ја пуштаме тука на Пандамониум радио, но има и музика која немаме баш пуштено, има нова музика, значи нов трап, нов дрил, малци популарни песни како Tyler Hero, како Обупти од CJ, значи си има бенгери добри, си има не толку познати песни, но енергични, има тука Nas, Pop Smoke, Moneybagg Yo, се што е енергично, се што може да те мотивира, да те инспирира за појако вежбање или побрзо трчање. Имаме неколку класици, значи Kanye West 5-6 песни, DMX е тука омаж за DMX, бидејќи неговата музика е многу добра и баш го зборевме тоа дека е многу добра за теретана. И исто така има на крај и малце UK Garage, малце Uptempo, Chanel Tres, Kota the Friend, Kate Renada, Anderson Paak, така да една и на крај има афро, се разбира без афро ништо нема, посебно сега кога се трча во лето, ќе биде сончево и ќе одговара многу. Кога заврши трката ќе апдейтирам и со некоја нова музика која сега слушам, која се вика Amapiano, доаѓа од Јужна Африка и е нешто помеѓу афробит и хаус и афрохаус, многу интересен стил, но за тоа ќе збориме во некој следен пат.
Јас сум Ари Скреч, сакам да ви се заблагодарам што дојдовте на ова вонредно издание во среда. Самсум, без трајче, во понеделник се надевам ќе бидам 10 луѓе. Бига до сите што сте со нас денеска, ќе слушнеме 6 песни од оваа плейлиста. Ако сте чил многу, можеби ќе ве крене, ако не, можеби ќе ви се допадне, спремив интересна селекција за да добиете представа што отприлика имаме. Ќе почнеме со двете песни кои ги дае Никсар. Две песни кои му одговараат многу добро, Kanye West. Првата е Jesus Walks, а втората е Never Let Me Down, на која гостува Jay-Z. Тие, ако не се лажам, си први песни на албумот на Kanye West. Кај се наоѓа Jesus Walks? На The College Dropout од 2004 година. Тие две песни се една под друга и одговараат на вистина многу добро. Jesus Walks енергична е, баш ти дава некоја мотивација да ја трчаш. А потоа ќе слушнеме две дрил песни, Central C и Digga D и AJ Tracey, 646 и Bringing It Back, двата за мене можеби најмотивирачки дрил бенгери во моментов, заедно со траката Кукоч која промовиравме преходните пати од AJ Tracey. И на крај ќе слушнеме една UK Garage песна од AJ Tracey, Let Bro Grove, и една трака од Кейт Ренада да се одјавиме малце во поинаков стил, Light Spots, од албумот 99.9%. Тоа е тоа. Вакво скратено издание Pandemonium Radio Show број 26. Се слушаме повторно нареден понеделник. Фала уште еднаш што бевте со нас. Останете до крај, уште овие 6 песни слушнете ги, потсетете се, направете си throwback и фала уште еднаш. Облак во сукња, big up до тебе, вика плейлистата за вежбање ви е топ. Си ја пуштив за чистење, како гладиатор се осеќав, профи. Баш ми е мило, се надам дека и ќе слушате дека вежбаш или дека трчаш. И исто така се надам дека оваа екипа што е тука ќе се активира со вежбање. Знам дека Джо вежба, за другиве не сум сигурен баш. Не знам Драги дали прави склекови уште. Али пријавете се, можеби ги кажете дека Red Bull има трка, јас се пријавив, ќе трчам. Трката е виртуелна, ќе може да се трча каде било. Се одржува во недела во 13 часот. Ја ќе трчам најверојатно на Кеј. И баш сум возбуден да видам колку километри ќе можам да направам, бидејќи трката е колку сакаш и колку можеш ти да изтрчаш, додека не ти истече времето. Така да интересен е концептот, прв пат ќе трчам на такво нешто. Не сум баш у форма ради тоа што имав корона, али ќе видиме максимум ќе извадиме. И Курчо вежба. Браво за Курчо, 3 месеци теретана плюс 5 кила мускул, тоа ми се свига. Така треба. Секси Марса јаде бурек наместо да трча. Пешовска здраво, цело време си ни тука, гледаме дека не слушаш, али не се вклучи чет. Добре дојде вака на крајот. Вика дека 2 дена поред трча ради плейлистата, ако ти туше 2-3 пати за национални херои ќе ве прогласам. Леле, баш ми е мило за ова. Се надам дека ќе отидеш и дека ќе продолжиш да трчаш или да вежбаш на било каков начин. И пишува ни почесто чет, не знам. Тука си беше екипата активна као секад. Big up до Ангела, Марс и Моден Принц кој Моден Принц кој цоре му го грешим името, што се вклучија малце покасно. Секси Марса, Курчо, Драги, Джо, Пешовска, Облак во сукња и јас, Ари Скреч од профилот на Pandemonium Radio. Поздрав уште еднаш, имајте убав викенд и се слушаме повторно во понеделник. Уживајте во нашата плейлиста Jesus Walks, сигурно ќе ве врати 15 на години назад, многу јак throwback. Поздрав од мене. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all